Благодарам. Она што треба да го знаеме, посебно од средниот ред, а и оние кои што се представници на Македонската радиотелевизија, дека Социјалдемократскиот сојуз, како државотворна партија, сигурно сака и да Република Македонија, како нормална држава, има и државна телевизија. Тоа не е спорно. Меѓутоа, кога ќе дојдете со ваков финансиски план и за тој план да се мешаат разни работи, како било, што било порано, а ние зборуваме за еден финансиски план за 2016 година, за волја на вистината, треба да им е јасно, барем на оние кои што денес изиграваат патриоти, дека некој се трудел и дури пред 50 години славевте пред некоја година, оние што ги нарекувате комуњари, тие ја создадоа и ја формира Македонската радиотелевизија, тие дури впрочем ја создадоа и оваа држава од некогашна Вардарска Македонија, прво Република Македонија, па денес како независна, самостојна држава. Тоа треба Македонската радиотелевизија да го дава, а не она што некоја така наречено друштво на граѓани, граѓанско движење за одбрана на Македонија, а не знам од кого ја бранат, нам ни е единствено целта да разбереме зашто и како се трошат парите на граѓаните. Тоа е заради еден факт. Најголемиот дел на финансиските средства кои што ви доаѓаат како приход на Македонската радиотелевизија, ви доаѓаат токму од граѓаните на Република Македонија. Тоа са преку 860 милиони денари. Од тие, ако ги извадиме оние на кои што им опростувате плаќања, тоа се немалку, како отпис на побарувања што ги имате, околу 100 милиони денара им ги отпишувате на одредени категории. Тоа е добро ако се правилно избрани категориите на кои што им го отпишувате долгот. Доаѓаат околу 760 милиони денари собрани приходи од граѓаните. Тоа е едниот начин на собирање од граѓаните, а другиот е повторно од граѓаните, а не од буџетот. Буџетот не е од овие патриоти, од оваа влада, и тој буџет е повторно на граѓаните на Република Македонија, и од тука земате, освен овие 14 милиони евра, дополнителни 4 милиони евра ги собирате и од буџетот посредно од граѓаните на Република Македонија. И се би било добро доколку во оваа држава има отчет и граѓаните на Република Македонија знаат дека за она што плаќаат, гледаат телевизија која што стварно е народна телевизија, која што телевизија ќе ги задоволи и народите и народностите и сите етнички заедници кои што живеат во оваа држава. За жал, целата цел на дискусиите ни се содржи во една работа. Ние плаќаме и сакаме да знаеме за што плаќаме. Дали за овие пари кои што ги троши Македонската радиотелевизија преку 20 милиони евра, добиваме нешто што би требало да го добиваме? Дали сте се запрашале кога би биле во национална приватна телевизија? Бидејќи има овде некои кои што се и представници на тие собственици на тие приватни национални медиуми. Дали кога ќе трошат олку средства, не ќе гледаат дали нивната гледаност се зголемува или се намалува, да направат една проценка на потрошокот и ефектот од трошењето. Да не биде она што овде го прикажувате како расходи, каде што најголемиот дел од приходите го трошите за плати и никој не знае колку луѓе имате вдомено во таа Македонска радиотелевизија. Тоа треба да го објасните, бидејќи 439,7 милиони денари, скоро 8 милиони евра од овие 20 милиони евра, ги трошите само за плати на вработените. Ставете ги тука и уште заедничките трошоци од 334 милиони и 800 илјади денари, или околу 5 милиони евра, и уште ставете ги услугите за одржување и обезбедување преку 23 милиони денари, а тоа се оние обезбедувачи и за хигиена во Македонската радиотелевизија. Тоа се оние основни трошоци кои што заедно со отписот, рековме, од 100 милиона, ви ги прават грото на трошоците кои што вие ги правите. Сега, она што
ние не се слагаме и бидејќи во оваа држава, покрај што има партија на власт, има и некои кои што се опозиционери, има и за тие опозиционери кои што гласал и кои што сака да слушне преку македонската радиотелевизија, посебно онаму каде што нема кабловски оператори, посебно онаму каде што нема сигнали за да одат другите национални телевизии, сигурно дека сакаат да слушнат нешто што е тоа што работи и опозицијата. Она што вие го правите е само да сте еден приврзок на власта, бидејќи сметате дека се што добивате, добивате од власта, не знаејќи дека најголемиот дел на парите ги земате од граѓаните. Она што голем број на пратеници од средниот ред се трудеа да покажат дека ние не сме биле за телевизија, напротив, сме за македонска радиотелевизија, која што има голема гледаност и процентот на гледаност да биде поголем од оние национални телевизии кои што денес, за жал, имаат многу поголем рейтинг и поголема гледаност од македонската радиотелевизија. И сега, ако вие на време информиравте и истражувавте и дававте информации на македонските граѓани дека оваа власт, оваа забегана власт, милиони евра ги дава на тие национални телевизии да ги величат, да ги прават она што не се, а да ги скриваат од она што стварно се, сигурно дека кој да е овде не би ви дал поддршка за сето она што го трошите. Ако гледаме секојдневно дека огромни суми на пари се давале по овие телевизии, каде што требало да се велича една партија, каде што требало да ги слушаат граѓаните на Република Македонија секојдневно оние кои што сакаат да ја извитоперат историјата на Република Македонија, оние кои што мислат дека Бог ги пратил тие да создаваат некоја нова историја за оваа Република Македонија која што е денес и на ова парче земја што постои, верувајте дека оние кои што гласале за нас не ни дале таква поддршка за да овде поддржуваме се и сешто. Затоа потребно е да им објасните на граѓаните за тоа што го плаќаат, што е тоа што го добиваат за возврат. Вие сте тие кои што требаше да дадете она што целата македонска јавност го гледаше, без разлика дали биде од власта или биле од опозицијата. Не најдовте за сходно и покрај она што имавте митинзи и протести организирани пред македонската радиотелевизија, од вашите никој не излезе да каже зошто тоа она што се случувало од страна на власта, врз сопствениот народ, врз парите на граѓаните и како ги трошеле парите на граѓаните, вие сето тоа го пречутевте, кажувајќи дека вие сте македонска радиотелевизија и објективно информирате. Ако е тоа објективно информирање, ја не знам што е пристрасно информирање за она што се нарекува власт. Токму за тоа треба да знаат граѓаните дека вие, бидејќи кажувате и трошите 20 милиони евра, бидејќи оваа власт снаоѓа сили од кредитите кои што ги зема оваа држава, да им дава дури и на националните концесионери, односно приврзоците на власта од приватните телевизии, кои што истата шема што ја даваат на нивната програма е дадена и на македонската радиотелевизија. Со такви медиуми, со таква информативна програма и со сите работи кои што сте ги работеле за да ја оцрнувате опозицијата, а да ја величате власта, вистината за среќа на Република Македонија веќе излезе на виделина и на сите треба да им е јасно дека македонската радиотелевизија до денес, без разлика што ќе троши и во 2016 година 20 милиони евра нови пари од граѓаните, не ја оствари целта за која што е формирана. Самите треба да се запрашате зошто гледаноста на македонската радиотелевизија секојдневно опаѓа. Немојте секогаш да се користите што било во минатото. Немојте да се правдате со финансискиот план дека имате наследено долгови од минатите години.
vo ovoj finansijski plan nikada nemate deka dožite od predminati godini, vidjeći vi jeste 10 godini na vlast. Ne možete da se skrivate za nekoj podatoci koji što sakate da gi predstavite ovde i pred makedonskата javnost.